Годишната награда за животно дело Златна плакета, која се доделува од 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, и припадна на дуетот Селимова Желчевски. Наградата се доделува за промоција на македонската музика надвор од границите на нашата држава. Најпрвен добро дојдовте во Прилеп, во вашиот Прилеп. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме, благодарам. Пријатно сум изненадена јас. Ја не сум прилепчанка, али сум прилепчанска знајка како би. Така да ми е драго овој повод што сум во Прилеп. Иначе сум ме често ја и Георги во Прилеп. Али сега е ова нешто посебно. Баш се изненадив и среќна сум. Токму тоа, Ѓорги, дали помисливте на момент можеби дека вашите прилепчани ве заборавија, дека кренаа раце од вас? Па добро, не. И за овие цело време, ние сме биле едно време, секоја нова година, дене преку 10 нови години имаме пеено во Прилепов. Прилепчани како прилепчани ценат, си ги ценат и уметниците, и глумците, и спортистите. Вашето доаѓање овде, на што прво ви асоцира кога ќе чуете за Прилеп, кога ќе ви споменат Прилеп? Која е вашата прва асоциација за Прилеп? А добро, младоста и луѓето. Прилеп го прави луѓето. Добро, сега не е кој некој, некој се знаеле, прилепчани јасно биле. Во Прилеп се сеќаваме, никој човек нема и на улици дојде да остане ни гладен, ни неспан, ќе го земат секаде. Луѓето, уствари, се такви гостопримливи. Во Прилеп нема само на кафе да те викнам, него ќе одиш на вечера, на јадење што има, ќе ти дај све. Пред почетокот на снимањето на овој прилог, бевме во вашата родна куќа, во вашето старо мало. Најдувате ли таму се уште другари од вашето детство? Се среќавате ли со некого од Зоране, ја имав многу, пошто мојата генерација беше многу јака. Тумано, Думбало, Дисовски, Кашето, Војче, значи сите бе, кои директори, сите спорташи бе. Ама полека, веков дојде, ја ги немам веќе. Сега моето движење со луѓе од 55-та, 60-та година родени, а не од 38-та. Али сеќавањите се добри. Ние бевне во многу по сиромашни услови живеевне. Топки правиме ние со крпени, крадевне од мајката чорапи да направиме. Сега модернизација, топка секој има под мишка ја носи. И тие работи не се забораваат дури човек жив. Многу би сакала као возрастна жена да се вратат некои работи, али тоа само ќе ми остане желба, нормално. Нема ништо од тоа. Али ми е пријатно. Ево и овој пат поводот е фантастичен, нормално, али јас се осеќам, еве вечер ќе шетаме, ќе седнеме на кафенце, и обавезно некого среќаваш со кого ќе направиш муабет, да прашат како сме, кај одиме и така мислим. Така да баш ми е супер ми е во Прилеп и супер ми е Прилеп. Многу рано, прилично рано, заминавте и од Прилеп и од Македонија. Го одбравте Белград. Во тоа време, ако сакаш, ако постанеш, пошто тоа беше Југославија, цела голема 22 милиони станик, да успееш нешто, ти можеш да видиш кај што е гумното, на гумното. Тука се врши пченицата, житото. Скопје како Скопје, јас ја обиколив Македонија еднаш за 12 дена. Солистички концерт направив, тоа беше 62 година. И се заврши тоа. И се вик што правиме се? Во Скопје нема кај да пее, нема готово. Не можеш ти секој ден да игра Вардер работнички или Партизани. И тога ме викна случајно во Белград, не случајно, намерно. Радио телевизија Скопје пушташе големи концерти, имаше во дом на синдикатите во Белград, кај што има од секоја република пејач. Кога излегов, многу успех имав, и јас место 2 песни, 4 или 5 песни пеев. И од тога одма ме најдоа менаџери, Радио Белград, да снимам, на година дена концерти ми правам. Вашата кариера трае повеќе од 5 децении. Од 61-а? Од 61-а. Имате ли точна бројка за вашиот музички опус? Значи број на снимени касети, песни, CD-на, лонгплејки, сингл плочи? Слушај, пошто беше многу, ние имаме направено околу 12 или 14 мали плочи, тие беа по плоча, да. Имаме 9-10 големи лонгплејчи и сега CD-и едно сигурно 20 CD-и. Купно околу преку 300 до 350 песни. Ако некој во бивша Југославија, во Марибор, во Сплит, во Осијек, во
чул некоја македонска песна, од нас е чул, зашто ние бевне од Тисариевски баде беа тука, околу тука се слушаја. Кога би почнувале однова, Да. што би променили во вашата кариера и приватниот живот, во професионалниот живот? Да. Има ли работи за кои што се каете зошто не сте ги направиле, а пак некои зошто сте ги направиле? Па добро, знаеш, во животот стално имаш некои желби, меѓутоа ние бдеев нели работевме за време кога беше средена, вистина Југославија беше средена, тоа. Ништо не мислевме, за нас мислеше естрада, концертната дирекција само ни кажува, тоест имаше комби, имаше авион, се одеше, значи мислевме само како ќе изгледаме и како ќе пееме. Да пееш. За разлика од сега, сега е борба на сите полина и не можеш, значи ако би било како што беше, никој пат не би променил професија. А сега како е, воопшто не можам да сватам како би направил. Сега е борба. Сега има 24.000 само во Србија. Пејачи и музичари регистровани кои плаќаат членарина. Замисли 24.000, па тоа нема, Америка нема толку. Вие сте се уште токму тоа амбасадори на Македонија во светот. Колку денес македонската музика доаѓа излегува од границите на нашата држава? Имаме ли амбасадори од новите генерации? Па нажалост не. Тоа ше беше последниот кој цела Југославија, цела Европа го сакаше и таа песна Есма беше пред тоа, Уснија беше пред тоа, Виолета беше за нашата диаспора и ние бевне. Меѓутоа сега таа музика која врзува секоја нација со него, се губи. Сега е глобализација. Сите пеат на исти начин, сите композитори компонуваат исто, бум, бум, бум и готово. Сега останува уште ние кои сака не сака секоја прослава некоја, дали е во Загреб, дали е во Љубљана или во Сараево, не има нас. Малце, али да. Да, али публиката знае публиката што пееме ние, одма. Ние некој пат као сакаме нешто мало да промениме и така, меѓутоа, кажем, ние сакаме тоа што вие пеете, ние знаеме што пеете вие и сакаме тоа да ни пеете. Ја излези стара мајко, ја излези мајко, па да чуеш стара мајко, што песна се пее.